За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите погача со зеленчук. Во длабок сад го ставаме брашното. Во садот со млекото го додаваме квасецот. Мешаме со лажица. Брашното го посолуваме. Во млекото го додаваме шеќерот. Мешаме со лажица. Потоа млекото со квасец го додаваме во садот со брашното. Додаваме 2 лажици масло. Мешаме со лажица. Тестото продолжуваме да го месиме со рака. Го покриваме садот со крпа и оставаме тестото да стасува 30 на минути. Во тава на оган со загреано масло го пржиме мешаниот зеленчук. Сланината ја сечкаме на коцки. Ја додаваме во тавата. Откако зеленчукот и сланината ќе се испржат, ја тргаме тавата од оган. Во садот со мајонезот ги додаваме јогуртот и кетчупот. Мешаме со жица за матење. Доматот го сечкаме на коцки. Го додаваме во садот со сосот. Киселата павлака ја мешаме со жицата. Кршиме 2 јајца, ги додаваме во садот. Мешаме со жицата додека јајцата и павлаката се соединат. Тркалезната тава за печење ја попрескуваме со масло. Стасаното тесто го вадиме од длабокиот сад. Со намрсени раце го расплескуваме во тавата. Врз тестото го нанесуваме филот од тавата за пржење. Ја покриваме тавата со крпа и оставаме погачата да стаса. Тавата со стасаната погача ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Врз погачата ја нанесуваме мешавината од павлака и јајца. Ја враќаме тавата во ревна. Печеме уште 20 минути на температура од 190 степени. Ја вадиме погачата од тавата и ја сечеме на парчиња. 4 парчиња погача ставаме на чинија за сервирање. Врз нив нанесуваме од претходно подготвениот прелив. Украсуваме со гранче Макдонес. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути. Добар апетит!